Власта ќе проверува да нема нешто спорно во забраната за Ванчо Михајлов, цар Борис III и цар Фердинанд. Законот со кој се забранува здруженија да се именуваат по докажани соработници на фашистичкиот режим и други спорни историски личности би требало да биде пратен на оценка до Венецијанската комисија. Ова среде Софија ни го порача. Шефот на македонската дипломатија ќе предложил до владата да биде пратен на проверка да се видело дали има нешто спорно во законот кој едногласно беше изгласан во македонското собрание. Човеков пак ја сгрешил државата. Не е министер на Бугарија. Против е законот за здруженија со кој сите партии се договорија да не се ставаат имиња на фашисти и други лица што ги повредуваат граѓаните. Се согласил со бугарскиот министер дека со законов се правило дискриминација на бугарите. Пак ќе го праќал законот на рецензија во Венецијанска комисија. Ваквите изјави на шефот на македонската дипломатија предизвикаа бура реакции во јавноста. Според многумина, ваквата реторика повеќе наликува да доаѓа од бугарска, а не од македонска страна. Поранешната пратеничка Лилјана Поповска порачува дека министерот за надворешни работи мора да свати дека е министер на македонско, а не бугарско министерство. Ќе кажам јавно тоа што се оспорени и одредени прашања во самиот закон. Јас ќе предложам до владата да го прати законот во Венецијанската комисија за таа да каже дали има елементи кои се спорни во тој закон или не. Инаку според новиот закон за здруженија се забранува клубови да се именуваат по спорни историски личности, а оние кои веќе се именувани, односно Ванчо Михајлов и цар Борис III, имаат рок од 3 месеци да се преименуваат и да го прилагодат својот статут со новиот закон или повеќе нема да постојат.